Не постои основа за утврдување на тешка дисциплинска повреда и разрешување од функцијата државен јавен обвинител. Лјупчо Коцевски ги отфрла сите наводи во владиниот предлог за негово отповикување. Го примил, го разгледал и тврди дека се било неосновано. И покрај сите скандали и стопената доверба на граѓаните во судството, сепак тој не гледа зошто би требало да биде разрешен. Во текот на вчерашниот ден доставен ми беше предлогот од страна на Советот на јавни обвинители и во еден разумен рок ќе се произнесем по сите точки. Останувам на тоа дека од она што имав можност да го разгледам, дека во предлогот нема ни еден основ за утврдување на тешка дисциплинска повреда. Покрај тоа што владата има намера да го разреши Коцевски поради катастрофалните резултати од неговата работа, тој се соочи со кривична пријава која што му ја поднесе суспендираниот виш обвинител Мустафа Хајрулахи. Кривичната е против Коцевски уште неколку обвинители кои во дисциплинска постапка го суспендира Хајрулахи поради сомнеж за малтретирање на колеги во вишото обвинителство. Вишиот обвинител со месеци обвинуваше дека добива закани напастви од Коцевски како да постапува во одредени предмети. Државниот обвинител тврди дека не постои кривична одговорност кај него и кај колегите за суспензијата на обвинителот. Тоа не може во никој случај да биде никаков основ за кривична одговорност. Од она што го дознав од медиумите, затоа што кривичната пријава ја немам примено ниту разгледано, за сите действија, доколку со закон се смени во текот на одреден период, а има действија и претходно и после менување на законот, јавниот обвинител одлучува дали ќе води истрага или не. Инаку Коцевски е избран за обвинител пред точно една година. Тој ги преспа сите месеци и не отвори истрага за ниту еден скандал во кој беа вклучени функционери од претходната власт на СДСМ и ДУИ. Досега за сомнежите за милионските криминали во неколку државни институции, јавноста слушна само за предистраги, а ниту еден функционер не заврши зад решетки. Коцевски го разбуди американската црна листа и новите имиња од ДУИ, но и најавите дека ќе биде разрешен поради заштита на корумпирани политичари.